Банкарскиот систем е стабилен, со високо ниво на капитализираност, ликвидност и засега со релативно непроменето ниво на нефункционални кредити во однос на претходните периоди, бидејќи мора да се земе во предвид дека мораториумот има значаен ефект врз состојбите со нефункционалните кредити. Сите банки и штедилници во првата половина од оваа година работат со добивка, што е особено важно во услови на криза, а во конкретниот случај здравствената криза е далеку од завршена и во банкоцентричен финансиски систем, каде што банките имаат многу значајна улога во финансискиот систем, особено е важно тие да бидат профитабилни и стабилни. Те очекува 160 милиони директни фискални импликации, што значи дел од тоа ќе биде со ребаланс. Веќе работиме во финансии со Министерства за одредени кратења на расходите на нето основа, но дел од нив ќе се врати со пакетот на мерките пак во буџетот, значи, а останатиот дел ќе биде со задолжување. Значи, две работи се јасни финансиски. Едно е дека дефицитот ќе се зголеми, второ е дека ќе се зголеми и јавниот долг, односно државниот долг во овој период, но во мера што ќе значи во некој случај да не се загрози фискалната одржливост и финансиската стабилност во нашата економија.